овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма, а ова е нешто конкретно. Денеска тргнувам од благонадежниот слоган дека иднината останува на младите. Па ќе ја поставиме темата. Дали вистината и храброста останува на младите новинари? Бестрашни испаднале во многу ситуации, а богами и духовити. Секогаш поставувале прашања со јазикот на народот, а се вџашувале од изјавите на функционерите, исто како што се вџашува народот. Која новинарска етика тие ја почитуваат? Дали народот има право да знае се, или пак народот треба да се заштити од некои работи? Обично ги гледате на терен со микрофон во рака, ветар во коса и живи сериозни, а денеска ние ги седнавме, им наместивме микрофони, им ставивме светло во очи и се надеваме дека ќе бидат и насмеани и духовити. Него го препознавате по наискрената фаца која ја направи по изјавата на еден функционер. Нема проблем да постави било какво прашање, ама се чини другата страна има проблем да го одговори. Матеа Петровски. Таа е храбрата новинарка која отпатува во Украина со позајмен шлем и панцир да известува за тамошните случувања и ја отвори темата за тоа дека не постои вистинско воено новинарство во земјава. Кристина Атовска. Специфичен е по својот стил на облекување, но и новинарски израз. Храбро одел во креирање на новинарски истории и храбро поставува прашања дури и тогаш кога му викаат: "Ти дете, чие си?" Сунај Сабриоски. И тој е препознатлив по својот стил на облекување, но многу повеќе по стилот на информирање. Дали сензационализмот е она што на новинарите треба да им биде појдовна точка, или новинарот мора да се држи до квалитетот на информациите? Љупчо Златев. Добре ми дојдовте. Добро те најдовме, фала на покана. Како сте ми? Се уште сериозни. Се уште сериозни. Сунај, кој се погрижи за твојот изглед, дајте ве молам еден зум на чорапчињата, фантастично изгледа. Сунај ме има мене на чорап. Обично луѓето, знаете, Че Гевара, тоа славни која се ги има на маичка, мене на чорап. Добро, слушам. Твојот стил има ли некакво име, има ли? Не, нема име, за мојот стайлинг денеска се погрижи. Јас себе си. Извини за несериозноста, сам, немам посебен стилист, некој нешто таква работа. Обрнувам внимание во намера во кој што сметам дека ја можам да се пронедам себе си и се чувствувам удобно. Не претерувам, не следам нешто премногу трендови и такви ствари. Гледам ја да сум свој на своето. Одлично, добро. А дали збунуваш соговорник вака со твојот изглед? Да. Значи намерно. Тоа ми е една од техниките, обично кога ќе се најдем во ситуација да не ја знам доволно информацијата. Доволно е да искушам шеширот на мене и, например, имам глупната глупост, ме натера нешто да известувам за некој си наводно убиство во Сарај. Идеме, ја му звонам на портпаролот во МВР, викам, абе има убиство, ми вика, абе друже, вика, нема тело, вика, нема убиство, вика. И ја лабаво застанав уживо, се викам, според информациите на МВР, викам, нема убиство, пошто нема тело, викам. Никој не ме чу, пошто шеширот беше доминантен и така. Шеширот известил. Добро. Крис, новинарките треба да се облекуваат во мини сукњи? Зошто да не? Не знам, прашувам. Зошто да не треба? Дали тоа значи? Ова не е моја емисија, овде сум гостин, при тоа е забавна емисија, така што зошто да не треба? А на терен кога си? На терен секако дека не. Теренот налага нешто друго нормално. Добро. Ајде сега вака да започнеме официјално со емисијата. Знам дека сте нели новинари кои што доаѓаат од информативни редакции. Ама велиш млади новинари, ја не знам до кога ние млади ќе Да, некако дел од нас не се чувствуваат толку млади. Не ми е јасно. Па нема помлади од вас, Ја имам дечки. 10 години работен стаж, значи се тоа млад. Чекај, дали се чувствувате навредени што реков дека сте млади, храбри и дека на вас Не се само гледаме дека сега има многу помлади деца од нас во новинарството. Нема веза. Ние сме веќе
имаме две-три покачување на генерации. плата и пошоко млади најмалку ни даваат, знаеш. Па ти газда си сам сега, шо? Кај ти ќе покажеш? Ти сам да се покажеш. борам сега, Добро. Ајде сега да ме прашам. Бато, не ме брани више. Треба малце плата за посланица. Ајде да ме прашам сега нешто јас, што мене кај мене прашај кој ме го е облекол? Кој те облече тебе? Нема потреба. Сам се облеков, мама ми испегла. Мама те испегла, тоа е Добре, тоа. барем пеглан си денес. Добро. Ако се наоѓате во овие услови под овие околности, какво прашање би ми поставиле мене за да во редакција однесете ексклузивна вест? Планираш ли да по- се здебелиш? Благодарам на прашањето. Писмено ќе ви одговорам. Матеја, какво прашање би ми поставил за да однесеш во редакција ексклузивна вест? Мисли, Крис, какво прашање би ми поставила? Зашто ти текна баш нас да не викне? Добро. Ќе ти одговорам Нема во текот на писмено. емисијата. Добро, Сунај. Не знам, те кажеш, што би те прашал сега за ексклузивитет. Не знам си. Ај. Имам едно планираш да ја лапсус напуштиш време. држава? на приватни Дали планирам да ја напуштам државата? Добро. Матеја, ти текна? Зошто не би ја напуштила држава? Добро. Добро ми се допаѓаат. Дали вие мене ме доживувате како колешка затоа што обично има спор кога едните се новинари, а другите се водители? Ама на работа сите се новинари, тоа што сите се занимаваме со различна работа во новинарството, со различен смер, различен сектор, не прави едните помалку новинари од другите. Добро. Жанровски само работиш, Да. сосема друг аспект од информативната Како што редакција. уредник има репортери. Јас сум секој Сабајле водител, така што Колеги сме. да, така што нема И уредник. нема разлика. Добро. Љупче, ајде сега тебе да те прашам веднаш, дали намерно вадиш некого од контакт или сам си се мести? Па најчесто сами си се местат. Види, од првиот од Day Zero кога го работам ова, никогаш не сум го работел со емоции. Никогаш. И Убаво ти доаѓа кога ќе извадиш некого од такт? прекрасно е. Морам да кажам дека тоа е едно од најубавите чувства. Кога стигнал со тебе да се замара некој, да пишува деманти у никое време навечер, кога стигнал да те тужи, да се влечеш со него по судови, па има некои у серија која те тужат. Значи нема поубаво тоа и ти го добиваш на суд и он пак те суди. Пак те А тужи. тебе те извадиле од такт? Многу ретко, многу малку и најчесто ми извадиле од такт не со однесување кон мене, туку со однесување кон јавност, односно кон некој друг, кон одредено друго прашање и така натаму. Но во однос на мене не ми извадиле од такт, нека прават што сакаат. Добро. Матеј, однапред ли ти се спремни прашањата и сите потези или ти си човек од момент? Прашањата понекад нормално се спремни однапред, некогаш зависи прашањето од одговорот што ќе го добиеш. Па некои прашања не се спремни, а потезите ми се од момент. Од момент. Може таа познатата фаца да ја видам? Па мислам дека во зашто од момент тешко да се направи, пак ама ќе пробам, ајде. Добро, таа е таа. Добро. Крис, ти дали некогаш си искористила некаква си женска тактика за да добиеш информација од соговорник? Никогаш? Не, зашто би користела такви работи, доволно сум. Па како новинар? Па доволно се сметам себе за доволно Матеја као машко има женски тактики способен новинар користела. за да користам било какви други тактики, освен новинарски. Жити се, какви му се тактиките на Матеј? Нема да навлегувам тајните на големите мајстори не се Значи, споделуваат. вистините информации треба да имаме. Да. Ова е со прашалник на крај? Добро. Колку шешири имаш ти по дома? Беа броени. 100 мислам дека, 2 имам изгубено, еден у БЈСП автобус, друг ми летна у Вардар. Тоа беше убиство, да го стигнам. Мислам, Без тело. Добро. Не го огласи, например, на оглас да ставиш кој ќе го пронеде да ми го врати. врати. Појава уште тоа да го направам и ќе отидам у неповрат. Добро, Колку сепак рече ние да 100? апелираме доколку најдете шешир, Ова значи тоа. давно пред година-две. Ја мислев дека у цела држава нема 100 шешири. Не, грешка си има. У Стара Чаршија има. Добро. Какво ти беше чувството кога ти рекоа дете ти чија се, односно ти од која редакција си? Ми се деси... Се почувствува навреден или никогаш не ги предимензионирам работите, особено кога е од обичен граѓанин. Анкета имам правено неколку пати, ми се случува тоа да кој ќе завршам ме праша извинува, на шутел или на БТР ќе го гледаме. Мислам, ама не го гледам тоа нешто као ако дојде од политичар тоа нормално вадиме ножеви, секири тука. Нема такви работи, не смееш со нож да бидеш Инаку уморен. не сум се почувствувал некако дискредитирано или омаловажено. Не ни гледам, мислам дека тоа многу одамна сум го надминал. Одлично, добро. Сега ајде вака имаме брзи прашања.
Генерално треба да кривате рака или па да покажете кон соговорникот, ако сметате дека тоа е тој кој што е соодветен за прашањето. Кој има нешто што го знае за државата или за јавните ликови, ама не го објавил до сега јавно? Нека дигне рака. Ау. Вие двајца? Тројца? Ти, Матеј? Немаш за сега, а? Ке ми кажете? Дека не. Не, а? Добро. Да го објавим. Продолжувам понатам. Кој од вас има тужба или бил тужен? Нека крене рака. Сите. Ти немаш? Ти немаш, Сунај? Не. Па шо работите? Колку тужби Што имаш? работите вие? Колку тужби имаш, Љупчо? Па годинава имам само 3. О, ама само што почна годинава, де? Не, зборам за 22-ра. За 22-ра. Да, ти се 23-та множат. уште немам, имам една унајава. Значи, и ќе видиме. Ти Сега, импонира кога ќе те тужат? Не, уствари, една имам у 23-та. Сега ми текни, нек ни адвокатката поднесе одговор на тужба. Значи, 23-та една, 22-та 3. Адвокатка имаш? Си ги собираш. Имам. Не може адвокатот да ги стигне сите случаеви, па морам да ги распределувам. Кумот му е адвокат, само адвокатка има. Добро, Ама кумот е кривичен, така што. Твојата тужба е страшна. Два пати до сега, но не се заврши во моја корист. Добро. Кој од вас четворицата е најдобар новинар? Нека крене рака или нека покаже кон оној кој што мисли дека е најдобар? Дај сега не тропај глупо. Сунај? Да. И другиве не? Ја мислам дека генерално сите... Јас мислам дека е неблагодарно прашање. И ја исто Не, коректно е прашањето, нормално ста емисијата е таква прашањето нема мерило по кое според кое што може да се измери такво нешто или да се донесе таква Споделувам мислењето колегијалноста нека работи на највисоко можно ниво. колегијалност многу не Значи, постои такво да нешто. беше колегијалност- Многу работи не постојат во државата, колегијалноста е една од нив. Да премини на следното прашање. Да беше колегијалноста на ниво, вака ќе идеше. Сите вака ќе Има идеше. околу ова за добри и најдобри новинари. Некои од луѓе кои не следат и сега ми пишуваат во Македонија новинарите се вакви такви. Ја викам добро, да, се слагам со вас. Но во државата не можеш, во држава многу е тешко и добар плочкар да најдеш, и добар молер да најдеш. Не можеш да најдеш и добар, не знам, некој гипсар, водоводжи, Јас електричар. мислам дека ги имам најдобрите новинари. Се помалку има до такаш и новинари, нема исто како се друго, ние сме во дефицит. Субјективна си Објективно, затоа моите гости се најдобри. Кој од вас не одговори точно на сите прашања, нека крене рака? Тоа е таа информативна. Сите за вистината се држиме. Добро. Ајде сега да видам меѓусебно. Дали можеш да го пофалиш или зашто би го искритикувал, например, Мати? Што е најдобар, а зашто ќе му дадеш некоја критика? Па немам критика за Матеја, Матеја е злато дете, мислам. Добро, ете. Крис, ти кого од овие би ги искритикувала или би го пофалила? Не, ова е многу тешко прашање. Јас имам критики за сите, ама ќе прескокнам. Ајде да те видам. Ќе прескокнам, нека продолжи. Не, моите критики се генерално на сите состојби на Например, на Матеј новинарството, што не ќе на му кажеш? конкретните колеги. На Матеј што ќе му кажеш, на Љупчо? порасне. Да порасне. Добро, на Љупчо што ќе му кажеш? Дослабе. Не коментирам изглед. Се шегувам. На Сунај што ќе му кажеш? Не, со најстајлиш новинар во оваа држава, нема што да се Тоа каже. флиртуваш ли? Дај кажи нешто стварно да знам што е. Топ ти е чарапата. Знаеш да ја подноси. Добро. Љупчо? На Матеј што ќе му кажеш? На Крис, на Сунај? Види, сега, реално се знаеме сите приватно и сега тука пред телевизија да го офирам Матеја или нив, нема логика. На само ќе му кажам, кој ќе се изгасат камерите, ќе му кажам, научи да читаш прилози. Зашто не почека да се изгаснат камерите? Он си го знае бе тоа. Али сега вака пред луѓе да му го кажувам, ова нема логика. Зашто некако се случи товарот на Матеја да падне? Затоа што е најмал. Ослабете момент. Не иде, стварно Не иде, не иде. Јас сум нај да му кажам кафана да организира. Ти може да ми кажеш, Кафана, сега после 15 плата нека легне идеме. Тоа што викаш, може. А што си викате себе, Боже, што барам у новинарскава професија или Боже, кој цар сум, што ја работам оваа работа? Сунај?
никогаш не сум рекол што барам во оваа професија, бидејќи знам што барам, што сакам. Не сум се покајал, меѓутоа има низа забелешки во однос на новинарството и со оглед на тоа дека ја згазена кичмата и до кај све сме стигнати. Меѓутоа сметам дека не треба да се напушти бродот кога тоне. Сега дали ќе успееме да извлечеме професијата, малку тешко е, бидејќи не зависи само од нас како новинари, најчесто многу повеќе зависи од уредници и оние кои што го финансираат. Да станеш уредник, еве Љупчо. Па не ми е предизвик уредник, не ми е предизвик во животот уредник. Особено не е уредник кој што ќе седне, ќе смета дека е уредник со тоа што ќе ми го редактира текстот, односно ќе ми направи инверзија од активна во пасивна реченица, ќе ми смени синтагма или синтаксата ќе ми ја промени. Не гледам дека тоа е начин на кој би требало новинарството да продолжи понатаму, треба малку посериозно и условно речено тој некој индиректен клиентелизам да престане, бидејќи кога зборуваме за политичарите дека има кај нив клиентелизам, дека постои некаков непотизам, тоа го има и кај нас во новинарството. Добро. Крис, ти како се Каква чувствуваш? јавна тајна кажа Сунај. Да. Јас ќе кажам фала Богу што го работам тоа што го сакам. Мојот став е дека луѓето се несреќни за тоа што не го работат тоа што го сакаат. И тоа што го прават во денот не им причинува задоволство, го прават зашто мораат, а не зашто сакаат. Јас сум во новинарството зашто сакам и буквално сепа дури одењето во војна го направив со љубов, така што за мене најголем благослов е тоа што можам да го работам тоа што го сакам. Ја малку поразлично го гледам Ајде. Снежа. Значи, дали сум сакал да го напуштам новинарството едно 100 пати до сега. Дали сум успел, не сум успел ниту еднаш. Но од друга страна па ја не се ни доживувам дека новинарството ми е единствена професија. Новинарството, знаеш, прекрасно, убавината на новинарството е што преку него ти можеш да навлезеш во милион други работи. Можеш да направиш експертиза во економија. Можеш да направиш експертиза во психологија. Можеш да направиш експертиза Извини, во Љупчо, ама филозофија. само ако си доволно образован за тоа. Затоа што не може секој новинар да направи експертиза во сите тие Зборуваме, можеш да навлезеш во одредени работи. Например, сум седнал да известувам за некои теми и ме заинтригирали, после сум се продлабочил и на крај тоа ќе ми излезе магистарска од тоа што сум се продлабочил. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Добро, ти подлабоко навлегуваш. Например, исто, Кристи, не се затоа што согласуваш нешто. случајно завршив во цела оваа работа, нели да водам радиостаница, се продлабочив во музика. Ај, па добро. И сега Ти ќе почнеш и да свириш, море. И сега не, да пееш. свирам не, ама да наоѓаш жанрови, да откриваш нови хоризонти од музичката историја, да си го избиструваш вкусот и така натаму. Новинарството ти дозволува да бидеш сестран. Добро. За разлика од некои професии кои не ти го дозволуваат тоа, туку си вака. Новинарството прави од тебе да бидеш сестран човек. Сестра не едно експертиза е нешто со Затоа ние без радио Наца Лукас Заглаев. Да? Мате, ти како го доживуваш тоа? Супер е што сум новинар или боже? Супер што сум новинар, си ја сакам професијата, плюс тука сите знаеме за кои плати работиме во новинарството, така да ако не ја сакаш, не можеш да работиш оваа професија, мора да ја сакаш. Проблемот во новинарството е што во моментот више нема ни кадар, нема млади новинари што толку доаѓаат, како што доаѓавме нашите задни генерации, да кажеме мојата на Сунај на Крис, кога рече Нема ни млади молери, тоа го зборам. Нема ни млади плочкари. Тоа е експертизата таму се обраќа. Добро. Нема веќе, значи јас знам дека е од мојата генерација, сега скоро. од мојата генерација на Крис што е постар од мене на година, со најисто, искочија 15 новинари можеби. Од најновива генерација 3-4 дали има нови млади. Тоа е проблемот во моментот според мене за едината на новинарството и зашто како што кажа Сунаја на колена или удрено во кичма. Добро. Ајде да ми кажете на која сторија сте посебно горди. Крис, знам дека веројатно одењето во Украина е. Па да, тоа е последно. А позаимените панцири, шлемови? Ги вратив. Ама ја? ќе ги позаимам пак ако одам повторно, да. Така, добро. Сунај? Има такви изгледи. Ја не сум горд, меѓутоа ми е една од темите кои што се уште трае паркингот, фамозниот наспроти Холидеј, кој е државното земјиште 312 евро од метар квадратен и слично, бизнисот помеѓу МПЦ и бизнисменот Зоран Антич. Инаку генерално сите теми се добри. Кои што сум ги работел, сметам. Сега имам некои кои што
ете, за расадник, например, е тема која што се уште трае. Меѓутоа, паркингот наспроти Холидин дефинитивно. Добро, Љупчо, тебе која ти била на сега која си горд? набројам од изминатите години пропагањето на Евростандард банка. Добро, едно, Каде после. што буквално бев пред сите многу долго. 30 милиони евра тендер набавка, што се спречи на крај во Министерството за здравство, не знам, друга интересна, презервативите кои ги купуваше, нели, владата, исто моја тема. Има бајаги вака со кои можам да се пофалам, овие три ми се, сега први ми текнаа. Добро. Во дневно новинарство има милион теми што се работеле што се добри. Мене искрено ми беше кога почна пандемијата, влезот на инфективна како материјал на крај што беше направен. Тоа ми беше како можеби најубав мој предлог до сега што сум го направил на еден начин. Добро. Од која Да, изјава сте останале во шок? Или кој е најмногу склон кон давање шокантни изјави? Многу ги има. Многу ги има. Не можеме да им се дочудиме од толку глупости што кажуваат во јавност. Жал ми е што ова прв пат го кажувам вака, ама така е за жал. Понекогаш преќутуваме поради нашата култура, нашето воспитување, почита кон нашата професија, ама многу ги има, навистина не. Интересен беше Заев. Не можам да Заев одвојам. Стојан Шангелов си го имаме. Па добро, и Груевски со неговото извинете имам настан. Ја се Исто така. сеќавам самата, ја бевме нешто ден на пензионери, Заев нели беше таму додека беше премиер. И он си имаше таков обичај да после секој настан да дојде со новинарите да искомуницира. Јас знам дека го прашував, бидејќи заради модуларната болница, го прашував дали Венко ќе си понесе оставка и после настан он ми доаѓа таков цели Да, што мене го дал тебе Господ. фуркан. Ти ли бе вика ќе ми бараш мене 7 пати вика у ден оставка, бе вика не го даваме, Венко е добар. После не дое, вие после немате, вика, два вие месеци не сте новинари, вика, вие пробуете, вика, вашето мислење да го дајте, вика, на народ, вика, не, вика, тоа што се случува. Аха, добро. Онако. Добро, тоа значи дека имате многу анекдоти? Па и И Во дали колку политичарите сакаш. нивните портпароли. Например, еден од портпаролите, кога му се за информација, нов портпарол во влада ми рече: Кристина, знаеш ли дека тоа треба да го проверувам? Нели е тоа опис и попис на твоето работно место? Кристина, дете молам се. Тешка работа е тоа. Добро. не, сада не ги има одлични портпароли сега, да не се лажеме. Рече дека ги нема. Љупчо, ти кога си останал или од кого си останал во шок? Мене генерално Ништо не те шокира, Ништо што не е ме го види го шокира. како Значи, седи во фотељава. Прво, за да те шокираат овие луѓе, треба да очекуваш нешто позитивно од нив. Да ми даеш шок. Мене би ме шокирале овие луѓе кои би биле пристојни, кои би биле, тогаш би бил шокиран од нив, затоа што не го очекуваш тоа од нив. Ние за жал живееме во држава со такви егоцентрични, самобендисани луѓе политичари кои мислат дека со нив почнува и завршува светот и Како сонцето утре ќе изгрева се наутро. И молерите се. Па не. Дечки, ви утре треба да побарате изјава. Немојте се да си кажете. Нели, ова е стандардно, Па ова Немој со него да навлегуваш и конфликтите треба да го барам у емисија. Нели? Па ако не да идам да се занимавам, не знам, со мејкап, Се нешто. случило ли некогаш да почувствувате дека некој има анимозитет кон вас? Секако. Еднаш неделно. Секако, меѓутоа, сега треба да се свати дека тоа му е работа, особено кога некој доаѓа на јавна функција, сакал, не сакал, му се допаѓал, не му се допаѓал новинар, тоа. А тоа ви го Има чувствувате обврска. дека не сака Има на некој обврска. прашање да одговори баш Секако. кон тебе? Секако. Да, и што правиш во тие моменти? Инсистирам. Лака се прашале. Инсистирам додека не го добијам одговорот и му појаснувам дека тоа не е однос кон мене, него е однос кон јавноста, така што секој нареден потек треба Која да е се тактиката? размислува. Има ли некоја новинарска тактика која треба да се примени и во тој случај секогаш ќе се добие одговор? Ајде да научат нешто младиве што сакаат да се занимаваат. Треба да Ајде. бидеш премногу упорен, нешто одговори, пак нема да добиеш, пак се окаже што си има да си го каже он, нема да ти каже друго. Сега ме пример некои политичари почнаа, што не е ништо лошо, си ги спрема одговорите на лист, си го чита одговорот, ти го потпрашуваш друго прашање, он ти врти глава, си продолжи да чита.
Тоа му е одговорот. Добро, меѓутоа тоа се моменти кои што можеш да ги сечеш и да ги ставиш во прилог и на јавноста, да и кажеш дека тој политичар едноставно не сака да ти одговори, дека ја третира јавноста Ја како е што правило е цело време, такива. да. Сепак на крајот останува се на умешноста на новинарот. Понекогаш Како можеш ќе и да го извади блефираш. и Е, тоа, дали блефирањето е некоја тактика? Например, ја Кажи имам ми, блефирано, што си направил? му пишувам SMS порака на политичар, поседуваме фотографија како влегувате во вашиот нов автомобил, тој и тој модел. Ние не поседуваме таква фотографија, дали е вистина дека сте си го купили, дека го имате. И он, мислејќи дека ние имаме слика, ми дава одговор на тоа каде што ми ја потврдува информацијата која мене не ми е потврдена. Дечки су најпошто да се соблага таму Значи, понекогаш треба и да блефираш. Аха, Значи, добро. све за јавноста. Кодексот на новинарите, ви поставувам прашања, треба да ми одговорите. Да проверам колку го знаете. Кој треба да го плати ручекот ако седнете на ручек со човек кој треба да го интервјуирате? Сунај, кој треба да го плати ручекот? Ја би го платил. Добро, Не би дозволил политичар да ми плати. добро, Спонзорите на мојот медиум. добро. Јас, не е битно да спонзорите, ама мојата страна. Добро. Значи, по правило Значи- би требало ручекот да го плати редакцијата, а доколку нема, вие лично не смеете да плаќате, туку треба да отидете на место каде што нели нема да ручате или нема да има потреба од плаќање. Добро? Фредикец. Моево сега по стандард е спонзорира на мојот медиум. Па сега, ако е тоа Ние го Мојата страна плаќаме. кажав, ја кажав мојата страна, не кажав. Јас кажам како пишува. Какви подароци смее да прифати новинарот од својот соговорник? Никакви што мислам. Никак. Никак. Може да прими некаков пропаганден материјал доколку тоа Тоа не е Тоа подарок. не е подарок. Добро. Пропаганден материјал никако не може да се смета за Дали Форма на 500 евро. Пропаганден материјал 500 евро. Може да нема банкнота, сега мислам дека ја укинал 500 евро. Дали новинарот треба да престане да снима или поставува прашања ако биде замолен да не го прави истото? Зависи. Добро, од што зависи? Зависи од јавниот интерес. И исто така и на суд, и во меѓународен и пред меѓународен суд на правдата се мери јавниот интерес. Дали направената штета е поголема од направениот од јавниот интерес. Добро. Така што Сунај? Па, не знам sad, да не звучам многу експертски, ама мислам дека тука има два членови битни од Добро. Европската конвенција за човекови права, членот 5 и членот 10. Тоа што значи? Тоа значи дека се знае Јавниот до каде се ограничува правото на слобода на изразување, во кои ситуации, а во кои ситуации пак не сме. Добро. Сега Добро, балансот тоа што Имам, го ќе ви дадам изборува Крис. одговор. Сега зависи во ситуацијата, но доколку се работи за интервју Добро. и доколку рече, дали тој кој го снимате или изјава взимање, доколку рече ве молам да престанеме со снимање, тогаш мислам дека етички да се престане. Но доколку го снимаш некој као прави кривично дело на лице место и ако ти рече престани да снимаш, извини дечко, ама тоа баш и не е. Добро. Или пети при Матеј? интервју, ако ти дојдеш во момент да го изнервираш, тој што ја каже тебе, он ти каже гасе снимање. Нема да изгасе мене со Добро, снимање. решил да си Што оди ја мислам, човекот, тоа е тоа. Според кодексот на новинари, ако ве замоли приватно лице престанете да снимате, тогаш веднаш треба да исклучите камера и да престанете со снимање, а доколку станува не, збор погрешно разбрав. за јавна личност, во тој случај можете да си продолжите со снимање и со прашување додека не добиете Добро, одговор. со приватно За приватно лице и лице, нема да, јавен интерес. да. И овие конвенции кои ги споменавме со Сунај се однесуваат само на јавни лица и само во случај на јавен интерес. Добри сте, окей. Како се известува кога имате имиња на жртви и извршител? Сигурно не со цело име и презиме. Учителката ја лоша. За жал постои еден термин кој Види, е има исфрлен презумпција на од невиност, мислам, ако за тоа образовниот систем, а тоа е секундарна виктимизација. Веќе не се ни учи на факултет за жал, меѓутоа во мое време, бидејќи не сум од најмладите, фала на поканата вака младите, го учевме на факултет и да конкретно се знае што не sme да се направи и да се објави за жртва, меѓу другото и името, адресата, така, ако тоа е од значи помало секогаш место, се известува со дури и село. иницијали. Го знаехте тоа? Но пак секое правило, да, тоа е така и точно, но секое правило има и исклучок. Сега, например, ако имаш масовно убиство негде и ако земеш... Презумпција на невиност на Да, па не лицето видов мора да дека се Андреас почитува. Брејвик имаше некоја презумпција на невиност или било од кој од овие масовни убици што го прават тоа по светот. Тогаш мислам дека е
Еве го сензационализмот. Ви реков дека најавата ми е таму. Јавноста има право да знае. Не е тоа Имаше ситуација со Во некои ситуации е, ако се случува 19 годишни сите, мислам дека тука паднавме на тој испит сите, генерално медиумите. Добро. 19 годишната девојче на кој што ја ампутираа ногата, дознавме први, мислам, зборувам медиумите, новинарите. И само на доктор Леш му викам, докторе, ќе доаѓам на Линксум, вака и вака, и ми вика, те молам, вика, не спомнувај, вика, дека се работи за девојче, дека се работи, дека е 19 годишно. И само кажувам, уредникот, викам, слушај, ме замоли, викам, да не спомнуваме, викам, воопшто. И он ти вика, не, иди, вика. Тоа. Те става у шахмат позиција. Тоа сакам да прашам, дали некогаш сте известиле за нешто или сте одбиле работна задача и покрај тоа што ви било кажано од уредникот поинаку? Да, дефинитивно, мислам тоа. Сте одбиле? Да. И сте трпеле казна некоја? Да, има реперкусии, многу А реперкусии. казната е претежно мобинг. Внатрешно. Модерното нешто. Да. Добро. Некој не например за Линку Живо ќе кажеме. Не сум одбил, само не сум го направил тоа што ми кажале. А не сум кажал нема го направам. Нема го направам, е толку. Ќе се соочи. Така прават новите генерации. Така прават, Ние нема се да го конфронтираме, кажуваме дека нема да го правиме, потоа следат моменти на хистерија, но тоа е тоа. А после денови на мобинг. Добро. Добар Дали пат до станување уредник е да го слушаш уредник. Дали новинарот смее да изнесе информации кои ги набавил на нелегален начин, со снимање или прислушкување без знаење на оној кој зборува? Зависи од јавниот интерес. Точно. Колкав е Значи јавниот све е со интерес. јавниот интерес, а? И во правото и во меѓународното право така е дефинирано. Има и на синтагма во правото. Добро. Ratio legis носат непознавањето на правото штети. Да. На кого ќе наштети сега? Добро. Така е. Добро, ми се допаѓаат вашите одговори, мислам дека совршено одговоривте. Сега, постои еден момент кој што е најинтересен, генерално е пред да се вклучите вие на Линк. Сунај, што правиш ти пред да се вклучиш на Линк, како го прочистуваш грлото, со која песна? 3-4, почни! Сношти замина покрај Битолските. Да, се наоѓаме ние овде во Кратово, каде што во моментот се одвива гласањето, на што можам да кажам дека се одвива во најдобар ред според информациите. Добро, Сунај, добро. Положи. Ајде, Мате, и ти? И ти ке пееш? Па не пеам, не знам, немам глас Што за правиш пеење. ти? Пред да се вклучи. Се објаснуваш со режија. Во некои неубави моменти. 10 секунди. Добро, почнем. И сад, ајде, не Точно, зборам понатаму. најточниот одговор се објаснуваш со Ништо режија. не слушам. Добро. И што се случи со тој соговорникот кој што одеднаш го снема од камерата? Се напи вода човекот. Лажеш, кажи вистината се, лажеш. Кажи Значи што човекот се збореше, а пред тоа ја го чекав уствари у 5:25 му викам бидете пред собрание, прве сме увести, вамо таму 5:29 него го нема. Ја му селам кај си човек, еве колата ја буткам ми вика, доаѓам наваму и дојде 5:37, стигна некако. И застанува, почна да едва да диша, си отиде вода се напи. Па после ми се јавуваше, ми измислувале нешто. Нема везе, викам тоа е тоа. Ја бутнав колата. Ајде по една анекдота да ми кажете. За почетоците на Матеа. Ајде, Матеа дојде во телевизијата во која што тогаш работев заедно со уште едно девојче, практикантка, плава, Наташа, згодна колешката од девојка, факултет. а Матеа се вика Матеја. И така колегите велат во еден момент, а која беше Матеа, црната или плавата? И Снимателите. јас реков машката. Ајде, Исто Љупче. еден од уредниците на истата таа телевизија во живо на Линк, мислејќи дека е Матеја девојче, вика сега ја вклучуваме колешката Матеа и во вториот во втората коцка ти се појавува господинот. Многу долго и требаше на луѓето да научат дека Матеа не е девојче. Тоа е исто вака. Нема брада, кратка коса, но после свативме дека е машка. Добро, сега Мате, ја го потфативме. Дајте ваши анекдоти, Па Сунај. нормал. Ја имам бајање, Ајде. издвоен претходно ги споменав. Се случува нешто на патарина, као наводно некоја се гужваме, праќаат на Линк да известувам во живо, застануваме ние, ништо не се дешава. Значи, надвор пука сонце, 50 степени, и ја застанувам најлабаво си викам,
на овие минусни температури, како што може да се забележи позади мене километарски колони на возила, ништо од ова луѓе не се дешава. Мислам дека уредникот джигерот му се преврти у тој момент. Ја онака фино, лепо си го завршив Кој линкот. кодекс го отворивте пред ова нешто? А има и други ситуации, не си имаме помешано со матера за време на линковско Онкај, мене јаке него. Ау, кривичен различни бе. телевизии сте се појавили. Не, ама не, само поминување. Тоа 8 беше години моја камера се кривичен, да. А ја карам врна, мислам тоа цујам и се уживо и се дешава тоа. Добро. Крис, твојата Од анекдота. пцовки не отишле никогаш во живо, фала Богу. Да, не срамно Не, имам тоа. многу анекдоти. 10 години, веќе 11 сум во новинарството, ги поминав сите скалила, така што имам за секој период од кариерата по некоја анекдота, не знам која би ја издвоила, освен оние стандардни препакувања со Груевски. Имаше еден момент кога требаше да имам линковско вклучување со еден адвокат пред собрание. И човекот помисли дека треба да си го примопредаваме микрофонот, па кога го пружив микрофонот, така с малку се завлековме додека не рековме дозволете, јас. Мој. Јупчо, ти си пон со анекдоти, признај. Не, животот ми е анекдота, во многу продолжение. Ја ти памтам еден линк од МВР. Да, имав еден легендарен линк од МВР, кај што бев преморен, изморен и така заборавив што требаше да кажам, а у меѓувреме војна за малце ќе почне државава и луѓе од наместо. А додека јас така се глупирав, не знаејќи што да кажам, министерката за внатрешни работи плачеше до мене. И така имаше една А овој каже, се наоѓаме во живо од МВР и вака пре. Ај, викам, што кажав? И вака правам. Што кажав? И камерава иде на кај министерка и она плаче. И знаеш, она е стварно беше трагично тоа. Длабоко беше повредена кутрата. Но многу Монти Пајтоновски за времето во кое живеевме, не сакајќи го пресликав. Чекај, да прашам, дали си рече, отвори земјо, голтни ме или се викаш, па дај, нек иде живот? Па да ти кажам искрено си реков нек иде живот. И така што Една песна, јас затоа што види, прво во Македонија многу полоши работи на луѓе им простиле. Па ја што сум сгрешил. И уште им Добро, уште им простува, дневникот на сите, по тоа е најпознат. Минато само. Исто, Ај, кажи што. добра анекдота. Не знам дали знаете, вика, зашо новинарите се малце така мрднати као луѓе, па вика, Не. само они се радуваат кога ќе падне авион. Да, паѓа авиони, точно така е, новинарите викаат, супер, имаме работа. Тоа не е работа, ако све е идеално, ти немаш што да работиш. Ајде сега неколку ситуации за разгледување да ми одговорите дали ќе објавите или не и ќе заклучуваме. Имаш топ вест. Некој функционер е фатен во незгодна поза, ама со твоја блиска личност. Преќутуваш или објавуваш? Објавувам. Објавува. Зависи. Објавуваш или преќутуваш? Зависи. Пак Објавуваш зависи, или пак е пречитуваш? мерно. Објавуваш или преќутуваш? Му давам на Матеја да објави. Ако е приватно, Мате? не. Сега ја го разберам како воден и љубов да бидеме коректни, нема да објавам. Добро, Ја окей. ќе му го дам на Матеја да го објави. Не, ја да се дообјаснам, ако... Ќе биде објавено. Да. Добро! Објавено. Два тројца се така. Добро. 30 секунди. Символ се. 30 секунди пред да излезе на телевизија прилогот се јавува и соговорникот вика се предомислиш. Дали го објавуваш или преќутуваш? Објавувам. Објавувам во овој случај. Објавам. Објавувам. Добро. Ти нудат во исто време пари, иста сума и едната страна вика пјукаја, другите викаат кажи најдобро. Од кого ќе ги прифатиш пари? Од никога. Никога. Не сте подкупливи. Братучет ти е кандидат од едната партија, а ти си на работна задача во другата. Ќе се однесуваш професионално или ќе му пренесеш информација од штабот на противникот? Се што е информација? Не би му дал Ми информација. да не се занимавам. Нема да му дадеш информација на братучет ти, фамилија ти е. Се ја мајка ми да ја упрашање ако треба да се стави на тапет, ќе се стави. Ма треба да му дадеш информација, да му речеш брат, губат, радуј се. Ама зошто? Па прашувам, ете етиката да видам каде ви е. Нема да му пренесеш ништо на секако дека братучет ти? Не? Дружба си е дружба, служба си е служба. Ма Многу е крвта, просто. а крвта што не е Па, вода? крвта по дома на слави и роден дени. Ау, професионализмот на високо ниво ми се допаѓа. Ајде. Зависи кој братучет има, со никој не правам муабет.
Треба. Не прамовец со сите братучији, со некој не збориш. Со фактор близкост анализирao. Ајде да речеме дека е кандидат, тој што правиш муавет со него. Ќе му кажем нормално. Кој, значи вака сега, кој ќе ви рече дека во таква ситуација, мада тоа што се дешава у прес-центарот е небитно и џабе ќе го давиш човекот, нема ништо битно да му кажеш, но кој ќе ви рече дека во таа ситуација нема да се јави ако му е некој екстремно близок, да му каже што Еве се со случува најреđe тука. да му кажеш. Значи тој само Не блефирам, нема сериозно не би го себе направил. сега. Извини вака, Сунај, ама Не би го не направил. си искрен сега. Не, наискрено кажувам дека не би го направил. Еве и Кристи има Липче да можеш да каже. зборуваш само за себе, не можеш да кажеш Ја за за некој себе друг ти што би кажам. Ајде, направил. Матеј, Па ти кажам што каже Љупчо, немаме што пренесуваме од прес-сала. Може да кажеш ваква е атмосферата, така атмосферата доаѓаат луѓе, она. Дури не, да не има, би- треба да знаеш кога си новинар. Да го кажеш и уживо на линк, ќе си гледаш телевизија. Вау, тоа што ќе му го Ја мислев ќе ми кажете немаме братучеди ние. Имаме братучени, ама фала Богу не се занимаваат со политика. Добро. Добро, тоа ми се сите прашања кои што ги имав. Така да ќе побарам сега еден джингл и можеме да одиме на заклучоци. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме, иако рековме дека новинарите не смеат да примаат подароци, овде се во улога на гости и не сте во служба на должноста, така и можете да примите подароци од мене. Ние Нашите тебе не така. смееме да ти даваме подароци. Не смеете. Да. Како гости. Значи, тука се нашите драги пријатели, генералниот покровител Меркур, велат дека најубаво иде со... Тука имаме чашки, чашка муабет, ракија, нели? Тука се случуваат најдобрите интервјуи и најдобрите муабети. Ги имаме овие пинк став кои што чистат се, сега не чистат некакви гревови на функционери, ама ќе пробате, па вие што ќе исчисти, окей? И имате уште нешто, знам дека долго време стоите кога сте нели да земате изјави или кога треба нешто да се случи, така да ова е крема, релаксирачка крема за вени, можете да си Вие гледав намачкате. една од предходните емисии, им дававте тоа едно... Имам и тоа! Значи, ама тоа веројатно тие постари беа паради тоа, нас не најдовте Имам и млади тоа, не се новинари. секирајте. Нема потреба. Си побара тоа што му треба. Зато ова е емисија на млади. Да. Ориентирана. Ние ни Давајте дават го. реуматски. Давајте го. Младите на ноза што стои. Имам и Хайпермен, точно добро си забележал. Затоа он дошол, бре. Знаеш? Кој што му треба Си забележува? бара. Хайпермен. Ја му ветив на дедо ми ради тоа. Не за друго. Хайпермен, крема, значи за поголемо сексуално задоволство, за мажи, имам исто така и за жени, да знаете. Те Љупчо си побара бе човекот, си побара. На дедо ми му ветив. Битно е да го поставиш вистинското прашање. Сега, на крај, заклучувам дека вашата професија и како си ја сакате и гледам дека и ви е забавно и ви е предизвик да ја работите, така? Апсолутно, нели? На крајот, ајде вака сега. Постои нешто што се случува во нашата држава, генерално најчесто новинарите завршуваат како пиар, како портпароли на одредени институции или на одредени функционери. Јас ќе ви поставам задачи, вие ќе ми кажете како ќе ги извадите вашите надредени во одредена ситуација. Може? За секого е различно и така ќе одјавиме емисијата. Значи вака, Сунај, пајак му ја кренала колата на твојот функционер, да видиме какво соопштение за јавноста ти ќе подготвиш. Кристина, твојата предпоставена се облекла несоодветна за на церемонија, да видам што ќе кажеш на јавноста. Љупчо, тебе ти се падна ова, го сгрешиле знамето на државата. Матеј, навредил, твојот предпоставен, надредил одредена категорија на луѓе, например дебелите. Кој прв ќе почне и така и ќе завршиме. Ајде. Сунај, можеш? Ајде да видиме крупно камерата. 3, 4 и... Се извинуваме на јавноста од името на нашиот министер, бидејќи неговата кола беше затекната на непрописно паркирано место за лица со посебни потреби. Меѓутоа, тоа не е одраз на работата на оваа транспарентна институција. Постојано се обидуваме да укажеме на некакви неправилности, а како транспарентна и отчетна институција би сакале да кажеме дека во тој момент колата кога била паркирана на непрописно се работи за шоферот кој што ја паркирал колата, не и нашиот функционер, бидејќи нашиот функционер е безпрекорен и ги почитува законите. Леле, добро, аплодисменти. Шоферот Крис. Море.
Мора некој. Фрли му ја вината на друг. Што не рече ти дека си ја паркирал. Јас ја паркирав. Не можам одговорност на брат. Добро. Крис, твојата не Ќе ве разочарам со одговорот. Не, смешно. Многу ќе ве разочарам со одговорот, не можам да бранам нешто неодбранливо, јас би ја советувала да излезе и сама да се извини. И ќе кажам еден пример таков. Впрочем, на ден на жалост имавме една водителка на вести, кога се запали автобусот со 50 на наши сограѓани во Бугарија, на прв ден на жалост водеше вести со бело сако. Така што јас само би ги советувала да излезат лично со мора својот да излезеш. лик и дело да се извинат на јавноста за прод. Мора да ја одбраниш ти институцијата. Не се значи, брани мора да нешто што не е кажеш. одбранливо. Прво никогаш нема да бидам портпарол. Оваа доби отказ. Тоа е многу спротивно, а Од утре не на дојди на крајот на работа. денот искреноста секогаш е најдобро И ако ти одбрана. дадат отказ? Слободно. Леле, Те вработи види, на Слободно. Еве има други пиар Добро, фирми. Лјупчо, Посебен советник ќе биде. треба да се извиниш за ненамерната грешка за сгрешеното знаме на институцијата. Извините, нисмо знали да е. Ајде, 3-4 Лјупчо. Го изразуваме нашето жалење за ненамерната грешка што го промашивме знамето по кој знае кој пат во нашата институција и овој пат промашивме. Сепак тоа не е вина ниту на министерот, ниту на високите функционери во нашето министерство, туку е вина на протоколот кој Не е на чистачката? е пресно партиски вработен кај нас. Ни ги пратија од партија без претходна подготовка. Дел од нив имаат сомнителни дипломи кои еве сега ќе правиме комисија да ги Па вие ги преиспитаме. вработувате! Значи ќе правиме комисија да ги преиспитаме. Да, точно е. Дел од нив се од нас вработени. И мене да си ми портпарол, не ме пали. Значи точно Ја отвори емисијата Ние- со Бато не ме брани. Значи, ние, тоа е се што да правиме во државава. Сите вие луѓето се зачленувате по партии за да се вработите и неспособноста која имаме, тоа се што да правиме. Немаме нешто друго. Фантастично. Матеј, гледај во камера, 3, 4. Но он има искуство. Има искуство. Добро, ајде. Вице-премиерот е жив човек, секој жив човек греши, па така и он нема ништо против дебелите луѓе, како што гледате, он не е баш најслаб, али неговиот портпарол еве јас. Така што можеме да кажеме дека е жив човек и само сгрешил, не мислел ништо лошо, се извинуваме. Ви благодарам, се изнасмеав, покажавме дека можете да бидете и несериозни и во ваква ситуација да Си имала и покажете посмешни гости, признај. Меѓутоа, да ви извадам од сериозноста на вистина. На тоа ти успеа. Добро. Сами испофалете се меѓу себе, што не давате јас да ме палам. Добро. Ви благодарам уште еднаш, мислам дека имавме фантастична емисија. Знам кој ќе ми биде портпарол, веќе си одбрав и си пикирав некого. Секако, прашањата кои што ми ги поставивте на почеток, јас ќе ги одговорам писмено. Ви благодарам многу. И на крајот да ви се заблагодарам и вам што бевте и оваа недела со нас. Не заборавајте да не следите во 17 часот секоја недела на Телма телевизија, секако да не следите на YouTube, на Facebook, на Instagram и на TikTok. На крајот ги поздравувам и Вега кои што се грижат за мојата насмевка, а можат да се грижат и за вашата. Ве поздравувам.